ова издание на Newsflash гледате. Државниот секретар на САД Антони Блинкен во одбрана на надворешната политика на американскиот претседател. Жените во Турција преку велосипедизам ја креваат свеста за учеството на жените во сообраќајот. Светла, гламур и изложба на костими во театарот Бродвеј во Њујорк ве носиме во најпознатиот театар во светот позади сцената. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чономовски. Милиони документи доставени до новинари откриваат како светските лидери, милиардери и познати личности ги користат даночните оази. Новинарската истрага наречена Пандора документи открила дека десетици сегашни и поранешни државници се поврзани со ваквиот скандал. Меѓу познатите чии финансиски конструкции наводно се разоткриени се поранешниот британски премиер Тони Блер, кралот на Јордан и кенискиот претседател Ухуру Кенијата. А од останатите вести. Државниот секретар на САД Антони Блинкен ја брани надворешната политика на Џо Бајден во време кога администрацијата се соочува со притисок околу справувањето со мигрантите од Хаити, повлекувањето од Авганистан и договорот за нуклеарните подморници со Австралија. Претседателот Бајден на Генералното собрание на Обединетите нации рече дека светот се наоѓа во фаза на промени, ветувајќи дека ерата на бескрајни војни ќе ја замени со ера на дипломатија, во која САД ќе поддржуваат мултилатерални институции како Обединетите нации. Но неодамнешното излегување на САД од Авганистан, при кое беа оставени назад бројни афганистанци што им помагаа на САД, е само еден од многуте предизвици на надворешната политика со кој Белата куќа се соочува изминативе недели. Државниот секретар Блинкен се соочи со тешки прашања поврзани со надворешната политика на Бајден. Рече дека секој што се обратил во Обединетите нации ја одобрил визијата на Бајден за надворешната политика. САД се посветени да работат одблизу со другите држави. Ниту еден голем предизвик од COVID-19 до климатските промени може да се реши ако делуваме одвоено. Но повеќето експерти се согласуваат дека администрацијата на Бајден има некои неуспеси на надворешен план, вклучувајќи и реакцијата на Франција. Секако дека фокус на оваа администрација е справувањето со пандемијата, вакцините и економската ситуација. Голем дел од времето на претседателот поминува во преговори со Конгресот за инфраструктурата и социјалната безбедност. Други експерти велат дека Бајден е фокусиран на решавање на проблемите дома, доколку што оди тоа на штета на неговата надворешна политика. Неговото внимание е насочено да биде трансформирачки претседател дома. Като возвели дека некои долгорочни проблеми во Стейт Департментот веројатно играат улога во ситуацијата. Конгресот исто така би можел да има вина делумно, изјави за Гласот на Америка Кристофер Скалуба од Атлантскиот совет. Во Стейт Департментот и во одделот за одбрана мислам дека се уште има процес на обнова по години напуштеност за време на Трамп. Од некоја причина и потврдата на многу од високите официјални лица на овие позиции се одвива бавно. Стейт Департментот ги номинира бавно, а потоа Конгресот ги потврдува бавно. Ние се уште немаме амбасадор во НАТО. Блинкен, кој израснал во Париз, вети дека ќе работи напорно за обнова на блиската релација на САД со Франција, велејќи дека за тоа ќе биде потребно некое време. А жени во турска провинција, во која мнозинството се курди, организираа собир на велосипеди, за да ја кренат свеста за учеството на жените во сообраќајот. Еве како. Облечени во шарени алишта, десетици жени од Дијарбакир, Турција, со велосипеди се собраа во парк како дел од кампања во 151 град и 30 држави. Кампањата се вика "Дотерани жени на велосипед" и има за цел да го промовира урбаното возење велосипед и да ја крене свеста дека и жените го користат ова превозно средство и покрај предрасудите во некои земји. Активно возам велосипед, но во Дијарбакир нема голема свест. Кога ќе видат велосипед, свират. Сакаме да прикочат, а не да свират. Во општеството има сваќање дека жените не возат велосипед и сакаме да ставиме крај на тоа. Некои велосипедистки пред турата ги декорираа своите велосипеди со балони, кукли и виолетови панделки кои символизираат борбата на жените. Учесничките велат дека турата има за цел да се спротистави на социјалниот притисок врз жените во секојдневниот живот. Ние жените сме насекаде. Денес сме на нашите велосипеди. Утре ќе бидеме на друго место. Затоа сме овде.
За време на турата, жените извикуваа слогани и пеа песни. Кампањата првично беше организирана во 2013 во Измир, во западниот дел на Турција за време на светскиот ден без автомобили. Потоа се прошири низ целиот свет како настан на кој учествуваат исклучиво жени велосипедистки. Настанот е познат како дотерани жени на велосипед. Започна во Измир и се прошири низ светот. Не сме поврзани со некоја група. Сите овде се идентификуваат како индивидуи. Има некои цели, како возење велосипед, покажување на видливост на жените во општеството, оставање на чист свет за иднината и потенцирање на климатските промени. Сепак, жените мораа да ги возат велосипедите под силно полициско обезбедување поради реакциите на некои конзервативни религиозни групи. Женските права во Турција стануваат се поконтроверзни откако земјата се повлече од Истанбулската конвенција, меѓународен договор за борба против насилството врз жените. Светла, гламур и изложба на костими во театарот Бродвеј во Њујорк. Изложбата е посветена на работниците зад сцената. Кога Бродвеј беше принуден да се затвори минатата година поради пандемијата, овие луѓе останаа без работа. Изложбата наречена Showstoppers прикажува над 130 дела од современиот театарски дизајн. Here we're standing in front of whipped cream. Еве ова е костимот Шлаг, што е неверојатен приказ. Шлагот е еден вид сон од американскиот балетски театар, каде што мало момче оди во светот на бонбони и сватки. На неколку чекори од новата балетска класика на кореографот Алексеј Ратмански е дело на Ендрю Лорд Вебер, кој постои повеќе од 2 децении во театарот. We're looking at the iconic. Ова се иконските костими од Фантомот од операта. Очигледно ова е Фантомот што го дизајнира Родни Гордон. Неговата маска е исто така од Родни Гордон, додека наметката е од Винсент Костини, продавница која веќе не работи. Изложбата е посветена работниците за сцената, а тоа се костимографи, уметници и творци, меѓу другите. Кога Бродвеј беше принуден да се затвори минатата година поради пандемијата, овие луѓе, заедно со актерите, пеачите и танчерите, останаа без работа. Познат е датумот за започнување на шоуто на кое работаме и навистина сум возбудена. Се уште работиме на предпоставката дека ќе се вратиме во октомври. Пандемијата ја затвори нашата индустрија во 2020-та. Колективно загубивме над 26,6 милиони долари. Бидејќи нашите продавници не можеа да се затворат, моравме да ги држиме отворени и сега должиме милиони. Значи, оваа изложба треба да биде за собирање средства. Работата за сцената е во целосен фокус. Секој ден е работилница на нов уметник. Она што го прави Джейсон Гомес не е шоу, туку тој ги подготвува костимите на Кралот Лав за повторното појавување на сцената во октомври. Ова е за луѓе кои се во ансамблот, првенствено пеат. Тие треба да изгледаат како хорски наметки, така што тие се многу широки и речиси во преваголна форма. Меѓу пеачите има многу различни модели и многу различни бои. И сите тоа изгледа како забавен и колоритен колаж за продукцијата. Изложбата беше поставена многу брзо, за само 3 месеци. Работилниците и театрите беа во можност да им обезбедат на организаторите реквизити. Посетителите на изложбата се задоволни. Кога гледате шоу, костимите се фантастични, но едноставно не можете да ги видите деталите одблизу. Да може да се види деталната рачна работа од ателието е навистина фасцинантна за мене. Ми се допаѓа сложеноста на монистрите и ткаењето во костимите на Кралот Лав. Тоа е фасцинантно. Бродвеј се враќа, а гледачите, актерите и дизајнерите едва и чекаат повторно да го слушнат аплаузот. Она што на Бродвеј најмногу му недостига. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонскиот студиото во Вашингтон. Повеќе информации ќе најдете на социјалните мрежи. Уживајте во остатокот од денот. Пријатно.